Изминуваат 6 месеци откако до јавното обвинителство е доставена кривична пријава за повеќе од 200 лица, председатели, членови и нивни заменици на избирачки одбори, заради основано сомнение дека на референдумот на 30 септември минатата година биле злоупотребени над 50.000 гласови, односно за основано сомнение дека биле полнети кутии. Ова е таа кривична пријава, како што гледате, е поднесена на 5.10.2018 година за сторени кривични дела, злоупотреба на службена должност и овластување член 353 став 1 од КЗ, несовесно работење во служба член 353 став 3 од КЗ, злоупотреба на избирачко право член 161 став 1 од КЗ, изборна измама член 165 од КЗ, фалсификување или уништување деловни книги член 280 член 1 став 1 од КЗ, повреда на тајност на гласањето член 163 од Казнениот законник на Република Македонија. И денес Македонија ги очекува информациите од јавното обвинителство околу оваа кривична пријава, што точно се случи на референдумот, на кој што во определен период на посочени места се гласало за 9, 14, 15 секунди и така натаму. Ке посочам само дел од нив. Ево го рекордерот: општина Струга, населено место Велешта, избирачко место 19:13, од 18 часот и 30 минути до 19 часот гласале вкупно 199 гласачи или по еден гласач на секој 9 секунди. Општина Сарај, населено место Грчец, од 15 до 17 часот гласале 500 гласачи или на секој 14 секунди по еден гласач. Повторно општина Сарај, населено место Шишево, избирачко место 24:39, од 17 до 19 часот гласале 468 гласачи или на секој 15 секунди по еден гласач, и такви места има многу повеќе во Струга, во Кичево, понатаму во Боговиње, Липково и други општини и други избирачки места. Оценката во јавноста е дека референдумот и кампањата мина во најнедемократска атмосфера, со подкуп, со уцени, со закани, со лажење, со лажно представување преку кол-центри, до полнење на кутии на денот на референдумот. Македонија, почитувани, се подготвува за нови избори, а јавното обвинителство молчи и не презема ништо за подобрување на впечатокот и оставање на сомнежи за криминогеност во очи на изборите. Ова е прашање од голем интерес за Република Македонија и за граѓаните, и повторно и денеска подсетуваме на препораките од Комитетот на министри при Советот на Европа од 2003 година, дека за вакви истраги редовно треба да ја информираат јавноста. За подсетување, јавното обвинителство пред 6 месеци посочи дека, цитирам, будно ги следеле пресконференциите и дека се што ќе биде доставено ќе процесирале. Затворен цитат. Но до денеска нема никаква информација што е преземено. Вакво јавно обвинителство, почитувани, кое остава огромен простор за сомнеш во избирачкиот процес, сомнеш за заштита на криминогени дејства, на Македонија не е потребно. Насушна е потребата од право и правда во Република Македонија, а таа е на дофат. Со победа на Гордана Силјановска-Давкова на претседателските и на ВМРО ДПМНЕ на предвремените избори. Ви благодарам.